Ставот на Социјалдемократскиот сојуз во однос на прашање од овој тип е одамна познат, јасен и истиот е непроменет. Не е ниту прв пат, а веројатно ниту последен пат, Советот на општина Кавадарци да разговара и одлучува во однос на решенија кои можат да имаат трајни последици врз здравието на граѓаните и животната средина. Имено, како и минатите состави на советничките групи на СДСМ, така и оваа денес, со нашето делување во Советот на општина Кавадарци сме покажале и докажале дека се залагаме за здрава и чиста животна средина. Здравата животна средина е севкупен наш интерес. Тоа е интерес на сите граѓани кои живеат на територијата на општина Кавадарци. Ниту една инвестиција не е повредна од здравието на граѓаните на општина Кавадарци. Ние како СДСМ, како на локално, така и на централно ниво, ќе се залагаме компаниите да ги добијат сите потребни услови да инвестираат, да ја развиваат локалната економија, да отвараат нови работни места и со тоа да го подобруваат стандардот на граѓаните. Се залагаме за донесување на мерки и политики кои ќе обезбедат поволна бизнис клима со цел да ги поттикнеме компаниите да инвестираат на територијата на општина Кавадарци. Меѓутоа, важно е секоја инвестиција да ги задоволува сите потребни еколошки стандарди, бидејќи здравието на граѓаните е единствената работа која што е безценета. Нема да дозволиме ниту една нова инвестиција да биде на штета на здравието на граѓаните на општина Кавадарци. Нема да гласаме било какво решение кое ќе биде спротивно на интересите на граѓаните на општина Кавадарци. Затоа, ние како советничка група на СДСМ ќе гласаме негативно во однос на ова барање. Советничката група на ВМРО-ДПМН јасно и гласно во неколку наврати го кажа ставот околу ова прашање. Претходно оваа точка беше поставена на дневен ред на Советот на општина Кавадарци, каде што ние како советничка група на ВМРО-ДПМН заедно со коалицијата два пати гласавме против. Така да мислам дека кога станува збор за здравието на граѓаните на општина Кавадарци, нема потреба од никаква дебата, нема потреба од никаква дискусија. Значи, ние работиме само во интерес на граѓаните на град Кавадарци. Затоа советничката група на ВМРО-ДПМН заедно со коалицијата и како што е веќе познато, нели, сите колеги советници едногласно ќе гласаме против оваа точка и нема да поддржиме ништо што е штетно по здравието на граѓаните на град Кавадарци. Денеска, на барање на Министерството за животна средина, од пред неколку дена стигнато барање, викнавме идна седница на Совет, односно воредна седница, да се произнесеме уште еднаш во врска со планираните инвестиции на компанијата IGM Trade во делот на нејзината развојна програма и во делот на нејзините процеси во производство. Како градоначалник сум должен на граѓаните, односно на жителите на општина Кавадарци, да ви објаснам за што поточно станува збор и за каква ситуација до сега сме имале и кои се наредните чекори. Општина Кавадарци, како општина, има детален план, кој што е многу добро усогласен и направен врз основа на сите критериуми како секоја една општина кој што го има. Во моментот е изготвување на нов детален план, каде што во новиот детален план, исто така, IGM Trade си влегува во Г2 зона. Во Г2 зона значи лесна индустрија. Морам да појаснам ситуација, да кажам зошто Министерство за животна средина и владата на Република Македонија го пуштија до кај нас, затоа што IGM Trade како компанија е брзо растечка и компанија која што брзо се развива. Тоа е еден благодет за општина Кавадарци и за економијата во Република Македонија. Меѓутоа, IGM Trade до сега, според нашите сознанија и според сознанието од службите, ни во еден момент, ни во една ситуација го нема запазено ниту генералниот план, ниту деталниот план. Од целокупната изграденост на IGM, повеќе од 80% изградени производни и магазински капацитети се на самоволие на компанијата, без одобрение претходно на
општината без усогласување со урбанистичкиот план и без запазување на животната средина и без запазување на деталните планови. Тоа како општина и како градоначалник ми дава за право ова денеска да го поддржам во целост и да биде произнесено како одбивање на барањето на ИГМ, за тоа што доколку ИГМ Трейд компанија си ги запазила сите своји мерки и законски прописи, како прво и основно немало да дојде во ваква ситуација, каде што ќе бара од нас пренамена или ќе бара тешка индустрија во самиот град Кавадарци. Тоа ни кажува, вака една моја строчена анализа, дека компанијата ИГМ Трейд не ги почитувало до сега општинските, локалните и републичните закони за делот на градење, а е усогласена со законот за дивоградба. Усогласувањето со закон за дивоградба на нивно лично размислување како компанија и на нивно гледање според обемот на работење во делот на потрошувачка на енергија, во делот на вработени, во делот на производство по тони производ, дека спаѓаат во Г1 зона. Да, тоа може да е така, меѓутоа, ако ги погледнеме претходните предуслови дека не се запазени и да спаѓа во Г1 зона, ние не смееме да дозволиме да ја официализираме таа Г1 зона и да дозволиме развој на Г1 зона која што е во самиот град. Општина Кавадарци морам да потенцираме да кажеме дека до сега има една Г1 зона, тоа е Фени Индустри, која што е изградена уште од 80 години и која што е изградена врз основа на физибилити студии и врз основа на правила, пресметки, каде треба да биде, врз основа на ветрови, врз основа на загадување и врз основа на сите еколошки истражувања. Г1 зона, според мене и според стручнаците кои ќе ги имаме од животна средина, не се дозволува и не се гради врз основа на дневна основа и врз основа за тоа што некој изградил капацитети за Г1. За Г1 зона да се исполнат услови, треба да има физибилити студии во делот на потенцијалното загадување, во делот на ружи на ветрови, во делот на идните 10, 20, 30 години развој на градот. Јас како градоначалник воопшто нема да жалам за тоа што ова ќе биде негативно донесено, покрај тоа што сакам да бидам успешен градоначалник и општина да имаме поголеми инвестиции во општина Кавадарци, него лично компанијата ИГМ Трейд би ја замолил, ова нека биде замолница, да си го отвори генералниот план на општина Кавадарци, да си се консолидира со службите од делот на урбанизам и комунална изградба, пред да почне да прави било каква инвестиција, да се направи истражување на поднебието, истражување на деталните планови, истражување на генералните планови. Ние во моментот, според мои информации, имаме Г1 зона, слободна зона неизградена, не знам од колку површинама, сигурно повеќе од 30 хектари. Таа се наоѓа близу до капацитетот Фени Индустри, така да во таа зона, веќе е донесена од претходниот совет за Г1 зона, може целокупната оваа инвестиција која што ја планира да се ја прави, да се ја префрли во делот на таа локација. Верувам дека и вие како советници, и ние како граѓани, и јас како градоначалник на општина Кавадарци, би му дале и поволности, апсолутно, во било кој дел, дали ќе биде тоа во градежните дозволи, дали ќе биде тоа во комуналната дејност, да биде ослободен од некои работи за таа инвестиција, да припадне во општина Кавадарци, меѓу тоа да се биде на соодветно место. Сакам да спомнам и да кажам дека ние неколку пати имавме средба со ИГМ на ниво Влада на Република Македонија, беше и премиерот присутен тука, да ја каже добрата намера и да ги каже добрите благодети од самата инвестиција. Од она што го видовме, до сега ние зборувавме дека ИГМ Трейд ќе бара проширување на ладна валалница, меѓутоа сега кога видовме во огласот на Министерството за животна средина, таму стои дека бара тој и цинкара. Луѓе, тоа е сериозна работа, ја не сум екологист, не сум стручнак за животна средина, меѓутоа тоа така лесно не може да помине и не треба да помине доколку не е согласно законите и прописите. И на мој личен заклучок, доколку една компанија до сега самоволно си инвестира и си работи и се развива, јас лично како градоначалник немам доверие и поверие во таква компанија дека утре ќе ги почитува целокупните
опишани закони и акти на општината или на државата. Така да ние мораме да се бидиме сограѓани како жители на општина Кавадаци, како градоначалник, како Совет, да се грижиме да идните наши потези бидат разумни, не на штета на било кој, а најмалку на граѓаните. Ова денеска јас би сакал малку и од еколошките друштва што ги имам тука, од невладните организации, да се вклучат во оваа дискусија, да го кажат јавното мислење доколку го имаат поиспитано на граѓаните, пошто за да одбиеме нешто кој што значи инвестиција од 50 и 70 милиона евра и значи економски БДП на Република Македонија, ние треба да имаме дебели аргументи. Нашите аргументи, покрај тоа што ИГМ има изградено капацитети пред отпочнување на детални планови и генерални планови, пред правење на стратешка еколошка оценка и пред донесување на градежна дозвола, се сосема доволни, меѓутоа сепак и граѓаните треба да бидат запознаени доволно и да го имаме нивното мислење и гледање за цела ситуација. Така да сакам да уверам и да кажам дека не е ова ситуација и не е ова моје правдање дека ова го правиме ради некои си субјективни причини или било како, него го правиме од професионална гледна точка да можеме да го развиваме градот во еден добар правец и во една еколошка зона која што ќе ја подобруваме. Знаете дека општина Кавадарци е една од во зимните периоди од позагадените општини, затоа работиме план за гасификација, проектот за гасификација веќе не е готов и во завршна фаза, мисля че дека јануари месец ќе го донесеме на Совет да го поминеме, ќе формираме јавно предпријатие за гасификација и ќе чекаме државата да може да им возможи приклучок на газ. Истражувањето кажуваат дека стварно од огревните дрва и од варењето на ракија или употребата на тие огревни материјали имаме преголемо загадување, меѓутоа не е само тој факт. Имаме факт во Кавадарци дека имаме преку 450 до 500 тешки товарни возила кои што поминуваат низ самиот град. Еве денеска ние направивме дел реконструкција од Северен булевар и го отворивме. Меѓутоа трајно решение за Кавадарци е да направиме заобиколница која ќе биде од предмарена, па да испадне на Југокомерц и да биде стварно транзитна заобиколница, затоа што во Кавадарци има индустрија што е многу развиена, имаме како се вика тоа стручно кажано, претоварен, односно преумерен превоз на тешки товарни возила. Значи 450 до 500 возила да ти минат на дневна основа низ град, тоа е воопшто вака незанемарувачки, него е алармантна состојба. И трето, можам да потенцирам да кажам дека Кавадарци има по број на жители во Македонија најмногу број на автомобили, или како број е 14.300 автомобили на жители од 40.000 општина. Така да имаме повеќе сегменти, треба да работиме на поеколошки средства, меѓутоа не треба да дозволиме стратешки да не избега работова од контекст и да направиме нешто кое што после нема насет. Јас пак лично ги повикувам невладините организации или од еколошките друштва да дадат нивно гледање и образложение и аргументи за цела ситуација и перспективно да знаеме како да се развиваме како град во делот на екологијата. Сакам да ви се обратам денес во име на еколошката организација Екоживот и цела организација на сите невладини организации кои што учествуваа во самата активност за собирање на потписи, поточно за прибирање на мислење од граѓаните на општина Кавадарци, дали се за или против тешка индустрија. Еколошкото друштво Екоживот веќе 8 дена е на терен, на неколку пунктови и го прибиравме мислењето на граѓаните во општина Кавадарци и во тој краток рок собравме над 12.000 потписи од граѓаните кои што се изјаснија дека се против тешка индустрија во Кавадарци. На овој чин се решивме да не испаднеме сега дека ние сме тие екстремисти кои што се против било какви инвестиции од тешка индустрија, па ете да го прибериме мислењето на граѓаните. Граѓаните го дадоа својот збор за оваа точка и наша препорака ви е да се солидаризираме сите со граѓаните и да си укажеме мислењето кое што би било од етички и морален аспект, кое што би требало да биде. Сега,
Сакам да потенцирам и неколку други параметри кои што може би вие ги знаете, може не ги знаете, не би сакал да преюдицирам сега други работи. Имаме 3 параметри на загадување во Република Македонија и во Кавадарци според Националната стратегија за животна средина. Тие се горе-долу од 20 до 30% се од домаќинствата, од 20 до 30% се од автомобилите од сообраќајот и од 20 до 30% се индустријата, самата индустрија. Проблемот е што самите капацитети од тешка индустрија, кои се декларираат дека се индустријски гиганти и дека не мора да загадуваат, всушност тие наоѓаат еден заобиколен пат како да си ја вршат својата дејност, да допрат до своји благодети на штета на здравјето на граѓаните. Друг параметар во општина Кавадарци е недостаток на локален еколошки акционен план, кој што недостатствува од 2000 година во Кавадарци, 2002, ако не се лажам. Значи, тоа е законска обврска на секоја општина која што мора да го поседува тој план, кој што ќе кажува на општината од еколошки параметри во која насока треба да се развива индустрија, сообраќај, други инфраструктурни објекти и така натаму. Значи, нас ни недостатствува нешто структурно, а сакаме да пуштиме во употреба Г1 индустрија во градот. Која што Г1 индустрија значи потоа, доколку ние доделиме таму, како се вика таа маркица за Г1 индустрија, во урбанистичкиот план, утре можеби ќе дојдат после цинкара и топилница и хемиска индустрија и други индустрии кои што само ќе допринесат до зголемување на загадувањето. Без разлика, иако бидат изработени студии за животна средина, елаборати за влијание на животната средина, така да и тоа не е некое мерило кај нас во Република Македонија. И уште еден параметар сакам, тоа е третиот параметар кој што можеби е најважен. Да си воведете мораториум на тешка индустрија до изработка на локален еколошки акционен план. Тоа е нашата препорака заедно со овие 12.000 потписи од граѓаните на општина Кавадарци. Колеги, поисцрпен разговор, образложување од градоначалникот, преминување на гласање на единствената точка на дневен ред. Треба да гласаме. Кој е за? Кој е за, кој е против? Констатирам дека нема за, кој е против? Благодарам.